Благодарам, председателке. Почитувани колеги, почитуван заменик министер, почитувани медиуми и јавност. Стратешките приоритети на владата на ВМРО-ДПМН е при подготовка на буџетот за 2025 година се насочени кон одржување на макроекономската стабилност и одржување на стабилен и одржлив национален економски развој. Буџетот е креиран домаќински со вклучени мерки на штедење, со планирани трошоци и приходи, буџет за капитални инвестиции кои водат кон трансформација на земјата за подобро утре за сите. Мора да признаеме дека буџетот за 2025 година кој го креира владата на ВМРО-ДПМН е насочен кон подобрување на условите во сите сфери на живење. Темелно е испланиран и детално распределен за поефикасно работење во насока на подобрување на животот на граѓаните. Буџетот за 2025 година обезбедува забрзан економски раст и реализација на крупни инфраструктурни проекти и истовремено имплицира на еден амбициозен план, но реално остварлив план. Буџетот за 2025 година не само што ќе помогне во поттикнување на економијата, во подигнување на капацитетот на институциите, туку и ќе обезбеди основа за модернизација и подобрување на инфраструктурата, иницијатива за побрз развој и поквалитетен живот за сите наши граѓани во сите региони, како и можност за унапредување на земјоделството, туризмот, за поквалитетно инфраструктурно поврзување и мобилизација на капиталот. Дополнително со ваквите инвестиции ќе се отворат нови работни места и ќе зголемат продуктивноста во долг рок, што ќе има позитивен ефект врз економскиот раст и животниот стандард на граѓаните. Даночната политика на овој буџет ќе се фокусира на намалување на сивата економија и поголема наплата на даночните приходи. Сето ова има за цел да се обезбедат дополнителни приходи во државниот буџет, што ќе ги поддржи плановите за поодржлив економски раст и развој. Со буџетот наплатата на данокот на додадена вредност е планирана да бележи раст од 10,5% во споредба со 2024 година. Со воведување на е-фактурата во управата за јавни приходи очекуваме да се стави крај на сивата економија и да заврши појавата на фиктивни фактури кои нелегално го оптеретуваат буџетот. Сакам да потенцирам дека со намалување на сивата економија преку обучена, иновативна и поефикасна даночна администрација, преку иновации во системот на следење и контрола, како и поттикнување на редовното плаќање на даноци од страна на даночните обврзници, на правните и физичките лица, ќе овозможат, односно ќе се обезбедат поквалитетни услуги за бизнисите и за граѓаните. Исто така и поголема праведност и сето тоа ќе доведе и до една фискална стабилност во нашата земја. Како држава имаме потреба од ваква политика, што ќе создаде услови за поголеми инвестиции во сите клучни сектори на економијата, во образованието, во здравството, во земјоделието и во сите други сфери во нашата земја. Борбата со сивата економија продолжува и со транспарентно работење на царинските управи, со јавното предпријатие за патишта, каде што се очекува едно сериозно зголемување на наплатата на 20% повеќе од планираното за 2024 година. Тука сакам да нагласам и за моменталното работење на царинската управа. Откако ВМРО-ДПМН е на власт, собрани се 24% повеќе приходи од увозни давачки и акцизи во споредба со претходниот квартал.
Овие бројки не се случајност, туку се резултат на одговорно, посветено и честно работење со стратегија и почитување на законската регулатива. Исто така, јавното предпријатие за државни патишта во јули наплатило 16 милиони денари повеќе од патарините оваа година во споредба со лани. Акцентот на собирање приходи го има и управата за јавни приходи, каде се наплатени 13,4 милијарди денари, што исто така рекорд кој е постигнат откако управата за јавни приходи ја раководат одговорни луѓе. Реализацијата на управата е на јавни приходи, царина, јавното предпријатие за државни патишта покажа дека парите од граѓаните биле тука, само тие за жал не завршувале во буџетот, туку завршувале во нечии джепови. Со овој документ јасно се прикажани проекциите за приходи и распределбата на расходите. На приходната страна предвидени се 358 милијарди денари, на расходната страна имаме 400,2 милијарди денари, а дефицитот е проектиран на 41,3 милијарди денари. Во делот на приходната страна кај буџетските приходи, оваа сума од 358 милијарди денари значи раст на наплатата за 13% во споредба со усвоениот ребаланс на буџетот. Оваа сума и ова предвидена цифра е достижна за остварување, бидејќи, како што кажав и претходно, веќе сме сведоци како почнаа да се зголемуваат средствата во државната каса со активирање на институциите кои се одговорни да го постигнат сето тоа. За 2025 година приходите од данокот на додадена вредност се предвидени на 86,7 милијарди денари, секако овде доаѓаат акцизите, данокот на личен доход и слично. Во однос на распределбата на расходите, посебно значење се планираните зголемувања во социјалната заштита и пензиите, каде се очекува пораст од 16,6% во износ од 15 милијарди денари, со кои всушност износот ќе достигне 105,5 милијарди денари. Наредната година и пензионерите ќе го добијат ветеното покачување во износ од 2500 денари и со октомвриското покачување ќе добијат историско најголемо покачување на пензиите за 5000 денари. Поточно кажано, 338.000 пензионери ќе добијат покачување од 5000 денари на своите пензии. Земјоделскиот сектор е исто така еден од клучните столбови во државата. Па со предложениот буџет за 2025 година планирано е успешно да ги надминеме сите предизвици за поддршка на земјоделците, а буџетот за 2025 година веќе опфаќа развој на овој сектор преку капитални водостопански инвестиции и модернизација. Во овој документ за Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство се планирани приближно 316 милиони денари за развојни подпрограми, кои што се околу 19 милиони денари поголеми од износите од претходниот буџетски документ за 2024 година. Во однос на образованието има раст од 19%, односно 9,3 милијарди денари, споредбено со ребалансот од тековната година и се резервирани за плати и надоместоци. Владата на ВМРО ДПМН предвидува 3 милијарди денари повеќе во буџетот за образованието во Република Македонија. За 115 милиони денари во однос на 2024 година се зголемени капиталните инвестиции во образованието, а со тоа и целта на владата е многу јасна и е насочена да се обезбедат подобри услови за нашите ученици. 7,5 милијарди денари раст од 5% за подобро здравство, со подобри услови, изгрижување за пациентите,
каде што претходно бевме сведоци кога за време на владењето на СДСМ воопшто не беше покажан интерес да реконструираат некоја болница или пак да вложат средства за инвентар или потребни лекарства во болниците. Напротив, парите расипнички беа трошени. Сега условите се променија. Како одговорна партија, домајкинското работење е клучно за ВМРО ДПМН. Ние сме партија која ги почитува граѓаните кои со труд, работа и капитал се борат за поквалитетен живот и сме свесни дека и покрај тоа што колегите од СДСМ како опозиција го искажаа својот став дека не го поддржуваат овај развоен буџет за 2025 година, но на крајот на денот граѓаните се тие кои оценуваат дали буџетот за 2025 година е правилно распределен, дали ги исполнува нивните очекувања и дали она што е предвидено е реално и достижно да се реализира. Затоа да дадеме можност и при тоа да ги користиме сите механизми што ни се на располагање, да делуваме и да ги извршиме задачите и обврските кои што ни ги доделиле граѓаните за добробит на сите, во настојување да градиме подобра иднина и да ја развиеме нашата држава на сите полиња за нашите и за идните генерации. Ви благодарам.